Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, во кое што презентирам содржини од најновата книга Родителска карта од авторката Шефалица Бари. Во суштина, оваа книга представува еден стручен родителски водич за тоа како родителите свесно да родителствуваат со своите деца. Ова видео ќе биде продолжение од претходните две видеа, од 11-тиот чекор, кој Шефали го нарекла "Активирај го твоето проникливо трето јас". Проникливото трето јас во суштина представува гласот со кој родителот може да го лекува своето внатрешно повредено дете, и кога родителот ќе го излекува тоа внатрешно повредено дете, тек тогаш тој ќе може да се поврзе со детето пред себе во реалниот свет на начинот на кој што навистина му е потребно на самото дете. Делувањето на проникливото јас е различно за секој тип на его маска и Шефали ова ни го има представено во книгата преку неколку илустрации, за да можеме подобро да го разбереме. Сега, бидејќи таа ги категоризирала его маските на родителите во 5 групи, категории, секогаш што започнува од его маската на борец. И овде во оваа слика, значи го гледаме родителот преку неговиот израз на лицето, можеме да видиме дека тој ја носи его маската на борец, и главната емотивна одлика на оваа его маска е лутината или гневот. Гледаме колку е гневен и лут по очите, значи челото му е збрчкано. И овде во овие кругови, значи овде е повреденото дете, внатрешното повредено дете на родителот, кој што е исполнето со стравови, и од оваа страна е измамничкото его, измамното его кај родителот, секогаш тоа се активира кога ќе види дека повреденото дете е исплашено. И ова во овој круг, трет круг, веќе е проникливото трето јас, каде што му се обраќа на повреденото дете. Значи, тоа се јавува секогаш, гледаме дека е најголема, значи овој меур е најголем. Зашто? Затоа што настапува кога се прекинува, ќе успее родителот да го прекине, да ја прекине таа динамика која што се случува помеѓу повреденото дете и измамното его. Значи на негово место настапува тоа исцелително проникливо трето јас. Овде ќе ја вратам. Значи, ова слика ви е позната од претходните видеа, каде што прикажува ова е динамиката која што се случува кога родителот е во своето его, значи ја носи его маската на борец, односно динамиката помеѓу внатрешното повредено дете, кое што е исплашено овде, и кога родителот е несвесен, значи дозволува неговите емоции, таа емотивна одлика да дојде на преден план, веднаш се активира егото на родителот, кој што овде што вели дека му се обраќа на внатрешното дете, дека значи тие стравови, дека ранливоста негова, стравовите се јавуваат заради ранливоста на самиот родител, и егото на родителот му вели, значи таа ранливост треба да се заштити, значи не се во праве тие твоите, таа ранливост треба, јас ќе делувам преку контрола само за да можам да ја потиснам таа ранливост, значи да не се чувствуваш ти исплашен. Значи овде родителот гледаме дека е во своето его, ја носи маската на борец, и преку ова фасада на своето тело, на своето лице, овде е прикажано лицето, гледаме дека е тој во целосна спротивност од неговата природна состојба. Неговата природна состојба треба да биде мирна. Меѓутоа, овде е реактивен родителот.
од нешто кое што, например, му го кажало неговото дете или некое негово однесување и сега како резултат на реактивноста се појавува оваа внатрешна динамика. Таа се случува внатре во родителот. И, значи, претходно кажавме дека повреденото внатрешно дете е исплашено затоа што е ранливо, како резултат на некоја доживеана болка негова, која што во детството останала неизрегулирана од него. И, значи, кога ќе настапи прекин на овој линк, се јавува, значи, може да се активира. Тогаш можеме да активираме нашето проникливо трето јас. Го гледате овде? Значи, затоа е застанато овде помеѓу нив, помеѓу повреденото дете и помеѓу измамното его. Меѓутоа, за да се справиме со тоа, значи за да се направи еден рез помеѓу нив, за да може овој линк овде да се прекини, потребно е да се направи, да се јави една свесност, едно разбирање помеѓу она што како мисли ни доаѓа за да се активираат емоциите кај нас и помеѓу она што навистина го чувствуваме. Значи, помеѓу повреденото дете и помеѓу ставот кој што го земаме ние како резултат на тие емоции кои што ни се јавуваат. Кога стануваме ние свесни за нашето размислување, значи за таа динамика која што се јавува помеѓу детето и помеѓу ранливото дете и помеѓу измамното его, дека оваа динамика кога се случува? Зошто се случува? Се случува затоа што која е целта? Да не заштити, меѓутоа сето тоа не доведува нас само до болка. Значи, остануваме нашите емоции, нашата ранливост останува потисната. Поради тие емоции кои што ги чувствуваме на гнев и не го решаваме ние. Значи, ние решаваме нашата ранливост, останува таа длабоко закопана, затоа што дозволуваме преку нашето его цело време да се хранат тие стари чувства, приказната која што тогаш сме доживеале, болките во нашето детство, значи да останува таа приказна цело време волна и со години која што се случувала наназад и понатаму да се ја носиме во сегашноста и во иднината. Меѓутоа, кога стануваме свесни, сваќаме дека овој начин станувавме свесни преку трите чекори, значи за свесноста на телото, рековме. Значи, во претходното видео тоа беше прикажано, можете таму да видите како да дојдеме до наша свесност, за да го активираме третото проникливо јас за свесноста на нашето тело. И, значи, кога ќе се јави таа свесност, сваќаме дека овој начин на размислување нема никаква цел, исправна цел. Што ни цело време не прави да бидеме несреќни во суштина. И да ја носиме таа несреќа во нашиот живот постојано и постојано. Односно да овозможиме ова динамика цело време да се одигрува. Цело време. Значи овој циклус да се случува помеѓу нашето внатрешно дете и нашето его. И тогаш, како ние можеме да се надеваме дека ќе внесеме, ќе го можеме да го внесеме гласот на смиреност, гласот на разумност помеѓу нас и нашите деца. Меѓутоа, кога ќе го освестиме ова нешто, тогаш третото проникливо јас што вели во овој однос, кога родителот е во его маската на борец, што вели? Вели, ти си вреден. Ти си вреден. Немаш потреба од контрола. Ова е на англиски јазик, јас преведувам. Значи, немаш потреба од контрола. Обиди се да го разбереш твоето внатрешно дете.
Ова е за его маската на борец. Ајде да ги разгледаме сите маски и како делува ова трето проникливо јас. Втората его маска беше его маската на поправувач. Односот каков беше кога е исплашено ранливото, е повреденото дете, веднаш настапуваше овде егото, што му велеше, значи, за таа негова ранливост. Дека твојата ранливост е погрешна и дека ќе направам се за да не ме напуштиш. Меѓутоа, што вели пак, доколку значи стануваме свесни за оваа динамика со цел да ја прекинеме, што вели проникливото? Како делува проникливото трето јас? Значи, преку кој што возможува тоа повредено дете овде да се излечи. Значи, напред пред него истапува, не дозволува да се јави егото и делува на следниот начин. Што му вели на повреденото дете? Ти си сакан, ти си сакана. Немаш потреба да го поправаш внатрешното дете. Немаш потреба да поправаш. Подреди се со себе. Подреди се со тие чувства. Повреди се со својата ранливост. Наредната его маска беше его маската на родител кој што бара внимание. Значи, овде динамиката помеѓу внатрешното дете, каде што повторно детето овде е исплашено, се плашам, вели, мене ми е страх, и овде одма како резултат на неговите стравови се јавува егото, заради несвесноста, заради, рековме, неможноста на родителот да се справи. Во таквиот момент се појавува егото. Егото настапува и што му вели? Јас не можам, не сум во да бидам погрешен, туку ќе направам се што можам само да се прикажам дека сум во право, пред сите дека сум во право. И меѓутоа проникливото јас што вели? Кога се испречува пред егото, пред да дојде во допир, значи што му кажува? Како се грижи за внатрешното его? Ова за внатрешното дете. Му вели, ти си виден, ти си видена. Немаш потреба да ги импресионираш другите. Обиди се да се поврзеш со внатрешното дете. Значи, на родителот му зборува, обиди се да се поврзеш со твојата ранливост. Обиди се да се поврзеш со твоите стравови, да видиш кој се чувствата испод твојата ранливост. Зошто си ранлив? Понатаму, четвртата его маска, значи его маската на замрзнатост. Овде повреденото дете повторно исплашено, значи ова е динамиката помеѓу повреденото дете и измамното его. Овде измамното его се активира како резултат на емоцијата која што имаше, значи родителот да биде замрзнат, да се стаписа. И што вели егото? Егото му вели, јас сум грешен, ма не знам како да се справам со оваа ранливост и поради тоа јас ќе останам така како што сум. Нема да реагирам. Ќе останам замислен. Не знам што да правам. Меѓутоа, третото, проникливо јас, па како го лекува? Значи, како се испречува пред егото, не дозволува
да му наштети на ранливото дете и како го има цел да го излечи ранливото дете. Како му се обраќа? Ти си вреден. Ти си валидизиран. Немаш потреба да се плашиш. Нема да бидеш отврлен. Или нема да бидеш отврлена. И последната егомаска на напуштање, каде што динамиката помеѓу овие две значи првиот селф беше повреденото дете. Овде повреденото вели дете вели јас не сум вреден или јас не сум вредна. И тогаш настапува измамното его, кое што му вели на внатрешното дете дека јас не се грижам дали сум во право или не, едноставно јас сакам да напуштам, да избегам. Меѓутоа, значи, родителот во моментите кога е со своето дете, во суштина тој сака да избега, кога е реактивен сака да избега од вистинското дете, тогаш и не сака да се справи со чувствата, со емоциите на самото вистинско дете. Меѓутоа, што му вели проникливото трето јас на родителот, на внатрешното дете, со кои зборови? Немаш потреба да бегаш. Ти си важен. Немаш потреба да бегаш. Обиди се да останеш. Значи, како овој глас гледаме колку смирува, колку дава потврда. Значи, гласот на проникливото јас, тоа ги смирува нашите стравови, ја смирува нашата несигурност, овозможува да се прифатиме себе си и да ги прифатиме нашите, во суштина, нашите вистински стравови, онакви какви што се. Значи, тоа не осудува како што беше кај останатите, кај емоциите, значи егото, измамното его кој што велеше јас сум во право или јас сум во криво. Значи, третото проникливо јас, тоа делува со нега, со грижа, без осуда и без срам. И всушност, тој е гласот кој што ние никогаш, како деца, не сме го интернализирале, не сме го слушнале, не сме го впиле, сме го заборавиле. И меѓутоа шефали вели точно ваквото зборување со себе си преку гласот на третото проникливо јас е клучот за да може родителот да се исцели. Значи, за неговото внатрешно исцелување. И кога ние ќе успееме на таков начин да се превоспитаме, значи да се превоспитаме преку ова трето проникливо јас, значи имаме можност да се преродителствуваме, тек тогаш ќе можеме да се надеваме дека со вистинското дете кое што е пред нас, ќе можеме да се прилагодиме на начинот на кој што на вистина му е потребен. Значи, кога се прилагодуваме ние на собствените потреби на вистински начин, тогаш можеме тек тогаш да се прилагодиме и на вистинските потреби на нашите деца. Затоа што кога ние самите си ги гледаме собствените чувства, се прилагодуваме на собствените чувства преку справување со нашата ранливост, преку нашето исцелување на нашите вистински чувства, значи изрегулирање на она кое што на нашите болки и страдања, ние тек тогаш
ќе можеме да влеземе во еден мир, во едно спокојство, значи нашиот свет, внатрешен свет да стане мирен и стабилен. И ова нешто ни овозможува да можеме да ги прошириме нашите видици, значи преку проширувањето на нашата свесност, ние ќе можеме и да ги прошириме и границите на нашето делување. Значи што значи тоа? Да одиме во насока да се погрижиме за нашите деца на начин на кој што на вистина му е потребен, на начин кој што тие бараат. Зошто? Затоа што повеќе нема да бидеме заслепени од нашите внатрешни стравови и ќе можеме ние прво себе си да си влеземе во една состојба на мир, на стабилност, во една состојба да се чувствуваме удобни со самите себе си, комфортни со самите себе си, со своите мисли, со своите чувства, затоа што повеќе нема да обрнуваме внимание како нас децата не прават да се чувствуваме, туку сега што ни е најбитно и на преден план? Како ние правиме тие да се чувствуваат? Разбирајќи се себе си, значи почнуваме да ги разбираме и нашите деца. Разбираме дека веќе сега нашите деца се исто така човекови битија, кои што исто така и тие имаат свое внатрешно повредено дете, исто така и тие имаат свое его кое што е во игра. Имаат и тие еден таков да кажеме циклус кој што се случува помеѓу нив. Меѓутоа, за да можеме сега ние да му помогнеме на нашите деца, затоа што сме во состојба, кога ние се разбираме себе си, кога ќе дозволиме ова проникливо трето јас да ги излечи нашите болки, тогаш ние можеме да допреме до динамиката, до внатрешната динамика на која што се одвива кај децата, значи да делуваме врз нивното внатрешно дете, врз внатрешното дете на нашето вистинско дете и во неговиот внатрешен свет да допреме до нивното его и да му помогнеме и тие да се справат со своите собствени битки. Значи, кога ние сме во една повисока состојба на свесност, преку нашата смиреност, преку нашето спокојство, ние исто така ќе можеме пред децата да се представиме на начин кој што нив им е потребен. Значи, ние исцелени можеме да влијаеме врз исцелувањето на нашите деца. На начин на кој што на вистина му е потребен. И во суштина ова е основата на свесното родителство, да создаваме деца кои што преку нивното исцелување ќе бидат издржливи, ќе бидат емоционално зајакнати и ќе можат да одговараат на сите предизвици кои што му се случуваат во нивниот живот преку еден свесен начин. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.